Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Лекарите оптимисти дека ќе се надмине недостигот на педиатри. Формирана Национална асоциација на туроператори и туристички агенции НАТА. Во Охрид одбележан светскиот ден на физичката активност. Над 200 деца кои ги пропуштиле рутинските вакцини имунизирани во кампањата на Министерството за здравство од врата до врата. На охриѓанецот Христијан Пендиков на свечена церемонија му го врачија бугарското државјанство. За најавените и останатите содржини во дневникот ќе ве информираме по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес времето умерено облачно со врнежи од дожд проследени со ветер и пад на температурите до максимална дневна од 14 степени Целзиусови под повеќегодишниот просек за овој период од месец мај. Во текот на ноќта кон четврток ќе биде умерено облачно со услови за сосем слаби и локални врнежи од дожд. Утре над северна, североисточна и источна Европа времето претежно сончево со локална облачност и студено. Сончево време и многу топло ќе биде на Пиренејскиот полуостров, во западните централните делови и на Апенинскиот и Балканскиот полуостров. Умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, но невообичаено студено за овој период од годината. На Балканскиот полуостров во четврток времето умерено облачно и нестабилно, ќе има врнежи од дожд кои ќе бидат проследени со ветер и пад на температурите невообичаено ниски за овој период од годината. Максималните дневни ќе бидат во интервал од 13 до 18 степени. И во Македонија во четврток облачно и нестабилно време со слаби локални врнежи од дожд. Ќе дува до умерен југоисточен ветер до 20 км на час, минималната од 4 до 12, максималните дневни температури од 11 до 19 степени. Овие температури се под повеќегодишниот просек за овој период од месец мај. Во нашиот град во четврток умерено облачно и нестабилно време. Ќе има слаби врнежи од дожд и ќе биде свежо со југоисточен ветер. Минималната температура 9, максималната дневна 14. Во петок во Охрид умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, но значително потопло, максималната до 20 степени. Во сабота сончево со локална облачност и топло време, минималната 9, а дневната 20 степени. Во недела повторно облачно време, врнежи од дожд и нов пад на температурите кои ќе донесат максимална дневна температура од само 15 степени Целзиусови. Ресторан Далга. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, веќе 50 години со вас. Единствени во регионот работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, односно суво чистење, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини и органи, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет веќе 50 години. Хемиско чистење Хембој. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока,
Unitas. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бауцентар на улица Железничка. Брз кредит не значи скап кредит. Да, добро слушнавте. Аплицирајте за најповолните онлайн кредити со износи од 10.000 до 180.000 денари и рок на отплата до 30 месеци. За повеќе информации посетете не во Центарот на Охрид или аплицирајте веднаш на manimax.mk. Manimax, ваш доверлив финансиски партнер. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и местни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Лекарите се оптимисти. Ке се надмине недостигот со специјалисти во земјава, а ке се намалува и одливот на стручен кадар. Расте интересот за специјализација на педиатрија, во моментов над 100 млади лекари се одлучиле за оваа гранка. Дефицитот на доктори педиатрија е најголем во југозападниот регион. Како што веќе е познато, во Струга има само 5 педиатри специјалисти кои ги лекуваат децата од целиот регион на Охрид, Струга, Дебар и Преспа, а детскиот оддел во Охрид повеќе од една година работи само како дневна амбуланта. И покрај актуелниот проблем со дефицит на медицински кадар во земјава, Сдруженијето на педиатри изразуваат оптимизам дека во иднина овој горлив проблем ќе се надмине или во најмала рака ќе се ублажи. Расте интересот за специјализанти на педиатрија. Во моментов над 100 млади лекари се одлучиле за оваа гранка. За неколку години се очекува дел од нив да ги пополнат испразнетите места низ градовите во државата. Ние имаме многу специјализанти, значи околу 100 специјализанти по педиатрија има. Таа трае 5-6 години, значи долго трае самата специјализација. Меѓутоа дека има заинтересираност, има некои од докторите и сами ја плаќаат својата специјализација. Така да има заинтересираност. Сега има некаде дефицит, некаде, нели сега можеби се тоа периоди, знаете, каде што имаме нели луѓе кои што одат во пензија, па овие не се доизградени, да кажам, можеби се тоа некои мали вакууми кои што мислам дека ќе се стабилизира. Дефицитот на доктори педиатрија е најголем во југозападниот регион. Како што е веќе познато, во Струга има само 5 педиатри специјалисти кои ги лекуваат децата од целиот регион на Охрид, Струга, Дебар и Преспа, а детскиот оддел во Охрид повеќе од една година работи само како дневна амбуланта. Според Јаќовска, иако има иселување на стручниот кадар, таа вели не секој одлучува да замине од земјава. Се е во склоп на економијата на една држава. Сега ние
Знаеме во која држава живееме, секоја држава си има некој свој стандардин или и на финансии, и на сите тие работи, така да не можеме ние да бараме нешто што е вон самата држава. А сега секој лично, знаете како се одредува, секој сам каков квалитет на живот ќе има, затоа што па не се ни само финансиите во прашање, тука имаме нели целосно семејство, дали ќе се вклопи во тој нов систем. Многу има тука, да речеме, дискутабилни прашања во смисла дали е баш така лесно да се напушти земјата во која што сме родени, растени, живеени. Изминатиот период, хроничната кашлица кај децата е еден од најчестите предизвици со кои се соочуваат детските амбуланти. Токму на оваа тема на 230 експерти од светот викендов дебатираа на првиот симпозиум во Струга. Мора мултидисциплинарен тим, дека мора тимови да има, дека никој сам не може ништо да направи, него можеме само заеднички. Така да и самата заедница со останатите колеги од Балканот, најдобро, нели, меѓутоа и со Европската заедница, е од големо значење за напредок, нели, на самата технологија, процедури, терапии и така натаму. Целта на симпозиумот, кој се одржа во Струга, е да се разменат искуства за подобра диагностика, поефикасен третман и лекување на најмладите пациенти. Денеска се формираше Националната асоциација на туроператори и туристички агенции на Република Северна Македонија. На конститутивната седница избрани се органите и формите на делување. Од составот на управниот одбор за председател на НАТА е избран Асин Меджедовик од туристичката агенција Фибула. Мисијата на НАТА е да помогне во создавање на потребните услови за развој на модерна, конкурентна, општествено одговорна и одржлива туристичка индустрија, поставена на професионална основа во која членките ќе ги уживаат придобивките од членството преку компетентна и практична помош при решавање на проблеми и добивање соодветна заштита на нивните интереси пред владата и другите институции. Ова пред се поради фактот што и во рамки на Коморскиот инвестициски форум се поинтензивно се работи на дефинирање заеднички туристички активности, тури, настани што ќе овозможи здружено представување и заштита на интересите и правата на компаниите од туроператорската и агенциска дејност пред институциите и владата. Конституирањето на НАТА ќе овозможи соработка со меѓународни асоциации, чекори со меѓународните трендови во дејноста, равноправен и конкурентен однос према компаниите од соседството и европските држави и зголемено присуство на македонските туристички агенции на меѓународниот пазар на туризмот, пояснуваат од Стопанската комора на Македонија. Физичката активност е клучна за правилен раст и развој. Таа значително придонесува во градењето на позитивните вредности на лидерските вештини. Од огромна важност е од најмала возраст на децата да им се обезбедат услови, да спортуваат и да се надпреваруваат. Со завршниот турнир во баскет од оваа сезона во рамките на училишните спортски лиги, помеѓу кошаркарките на основните училишта Свети Климент Охридски и Христо Узунов, на спортското игралиште во основното училиште Свети Климент Охридски се одбележа Светскиот ден на физичка активност. Денес во Општинското основно училиште Свети Климент Охридски со завршниот турнир во баскет од оваа сезона во рамките на училишните спортски лиги помеѓу кошаркарките на основните училишта Свети Климент Охридски и Христо Узунов се одбележа Светскиот ден на физичката активност. Младите подготвени за големиот надпревар, а кошарката за нив несомнено омилениот спорт за кој одвојуваат голем дел од своето слободно време. На спортскиот терен ривали, но и големи другари. Денеска сум дојдена тука за турниров што се одржи по кошарка во Свети Климент Охридски. И на кошарка започнав заради што ми се допадна спортот. Јас денеска дојдов тука дека ме биваше за кошарка, наставникот ме зеде. Добро. Си се забавуваме тука со другарите. Јас веќе се занимавам со кошарка 4 години. Тренирам кошарка 2 години и многу го прифатив спортот, ме интересира. Зголемувањето на физичката активност е општествен, а не само индивидуален проблем. Затоа таа бара мултисекторски, мултидисциплинарен и културно релевантен пристап. Релевантните институции и заедниците мора да преземат акции со кои на што поголем број поединци ќе има возможност да бидат физички активни.
Политиките за зголемување на физичка активност имаат за цел да обезбедат промовирање на физички активности прилагодливи на секојдневниот живот, како пешачење, велосипедизам, создавање услови за физичка активност на работно место, обезбедување простори и објекти во кои учениците и студентите ќе може да го поминуваат слободното време активно, спортски и во рекреативни објекти за спортување. Од минатата година во соработка со Сојузот за училишен спорт од Охрид ги возобновивме училишните спортски лиги во повеќе спортови во кои се опфатени учениците од сите училишта на територија на општина Охрид. Издвојуваме значителен број на средства и за проектот за ангажирање на тандем наставници по физичко и здравствено образование за 5 одделение кои не се опфатени со Законот за основно образование и за кои не беше предвиден посебен наставен кадар за часовите по физичкото воспитание. Физичката активност влијае и на психолошката состојба кај младите луѓе затоа што го намалува ризикото на анксиозност и депресија. Помага во социјалниот развој затоа што дава можности за самоизразување, градење самодоверба и социјална интеграција и интеракција. Создава здрави навики како што се избегнување на тутунот, алкохолот и дрогата, со што дава подобри резултати на училиште. Начинот на живот кој што го имаме во денешницата, многу повеќе ги оттугива луѓето, односно пред се малите, се затворат во еден сопствен свет, меѓутоа спортот е тој кој што најмногу може да допринесе во делот на нивна социјализација, поврзување помеѓу себе, така да практикувањето на спорт, кој да е спорт, помеѓу себе децата може многу повеќе да се запознаат, да комуницираат и нормално да се поведри, повесели, понасмеани и да се оттрнат од сите оние негативни пороци кои што ни следат. Не само пороци во делот на алкохолизам, наркоманија, туку овие модерни болести кои што денешницата ги има или она што во нашето обкружување во изминатиот период се случува, тоа е се пред се заради начинот на живот кој што се води. Физичката активност им помага на младите луѓе да развијат здрави мускулно-скелетни ткива, како коските, мускулите и зглобовите, здрав кардиоваскуларен систем, како што се срцето и белите дробови, координација, контрола на движење и одржување на здрава телешна тежина. Земјите членки на Светската здравствена организација се усогласија за намалување на недоволната физичка активност за 10% до 2025 година. Над 200 деца кои ги пропуштиле рутинските вакцини се имунизирани за 17 дена во кампањата на Министерството за здравство. Од врата до врата, Македонија, Босна и Херцеговина и Киргистан се на второто место според бројот на деца со 0 дози, односно деца кои не примиле никаква вакцина, објави од неодамна УНИЦЕФ. За 17 дена се вакцинирале над 200 деца кои ги пропуштиле рутинските вакцини, а поделени се повеќе од 4000 информативни брошури во рамки на кампањата на Министерството за здравство и Светската здравствена организација од врата до врата. Кампањата, во која се вклучени повеќе од 30 медицински тимови, почна на 24 април годинава, како дел од Европската недела на имунизација и се реализира со финансиска поддршка од Европската унија. До крајот на мај е планирано да бидат посетени 2900 семејства во над 120 населени места. Тимовите составени од здравствени работници ги презентираат бенефитите од имунизацијата, воедно вршат и администрирање на вакцини против COVID-19 и рутинска вакцинација. Македонија, Босна и Херцеговина и Киргистан се на второто место според бројот на деца со никаква примена вакцина, објави неодамна УНИЦЕФ. Извештај од состојбата на децата во светот во 2023 вакцинација за секое дете представува најсеопфатна проценка на рутинската имунизација што досега ја има направено УНИЦЕФ. Врз основа на податоци од 2021 година извештајот посочува дека во Европа и Централна Азија второто место на негативната ранг листа на земји според бројот на деца со нулта доза го делат Македонија, Босна, Херцеговина и Киргистан, каде 11% од децата помали од една година се невакцинирани, по Молдавија, каде оваа стапка изнесува 13%. Терминот нула дози се однесува на децата кои немаат примено никаква вакцина. Објавен повторениот оглас за издавање типизирани куќерки за продажба на храна и сувенири на Кеј Македонија. Јавното предпријатие Градски пазар Охрид го објави денеска повторениот оглас за издавање простор за поставување урбана опрема за комерцијално користење, сместен со соодветен продажен пункт на Кеј Македонија. Просторот за поставување на урбаната опрема се издава со намена продажба на храна и сувенири за време траење од 1 јуни до 30 септември годинава.
Право на учество на јавниот повик за изнемување на простор за поставување на урбана опрема има секое правно лице кое има регистрирано деловно седиште во општина Охрид и кое не е во постапка за стечај или ликвидација и физичко лице кое е жител на општина Охрид. Рок на доставување на понудата е од денот на објавувањето на огласот па се до 17 мај, среда до 12 часот. Електронското јавно наддавање ќе се одржи по евалуација на доставените понуди. Јавниот оглас со графичките прикази на урбаната опрема, како и намената на локациите, заинтересираните субјекти можат да ги преземат од веб страната на јавното претпријатие Градски пазар Охрид, jpgradskipazar.mk или секој работен ден од 7 до 15 часот во простроиите на јавното претпријатие. Охриѓанецот Христијан Пендиков официјално стана бугарски државјанин. Денеска на свечена церемонија, подпредседателката на Бугарија Илијана Јотова му го врачи бугарското државјанство. Денеска на свечена церемонија која бугарските медиуми ја пренесуваа во живо, подпредседателката на Бугарија Илијана Јотова му го врачи бугарското државјанство на охриѓанецот Христијан Пендиков. Јотова рече дека врачувањето ѝ представувало огромна чест и дека од денес Пендиков ќе има заштита од бугарската држава и станува граѓанин на Бугарија и на Европската унија. Додаде дека Пендиков бил храбар млад човек кој покрај провокациите останал верен на бугарската самосвест и идентитет. Пендиков во своето обраќање пак покрај тоа што изрази благодарност до бугарските власти за тоа што го штителе и се грижеле за него, додаде дека во Македонија имало уште многу македонски бугари кои се борат секојдневно за нивната кауза и идеологија. Пендиков обвини дека македонските бугари трпеле притисок од властите. На македонската јавност Пендиков и стана познат кога на 19 јануари годинава беше физички нападнат пред угостителски објект во Охрид и за кој инцидент во Македонија се води судски процес. Тој беше секретар на бугарскиот клуб во Охрид кој веќе не постои поради контроверзното име Цар Борис III, кој е спротивно на законот за здруженија и фондации. Во продолжение следуваат и вестите од светот. Двајца верници кои учествувале на еврејскиот аджилак биле убиени од како туниски полицаец отворил оган пред синагогата Ел Гриба на островот Джеба, соопшти туниското министерство за внатрешни работи. BBC јавува дека подоцна бил убиени полицаецот и стрелите се слушнале недолго откако во пристаништето Джеба било пронајдено тело на друг убиен полицаец чие оружје недостасувало. Напаѓачот наводно прво губил колегата за да ја украде муницијата пред да се упати кон синагогата. Напаѓачот пукал неселективно кон безбедносните службеници кои биле во близина на синагогата, при што биле убиени двајца посетители и уште еден припадник на обезбедувањето, а ранили 5 припадници на обезбедувањето и 4 посетители. Потоа безбедносните сили го застрелале, соопштија од министерството. Несреќата се случила среде годишниот аджилак на островот Джерба кој привлекува стотици евреи од Европа и Израел. Некои медиуми јавуваат дека полицајцот бил убиен од негов колега во расправија, но оваа информација се уште не е потврдена од официјален извор. Аджилакот во Гриб кој се одржува секоја година на 33-тиот ден од Пасха е централна прослава на туниските евреи. Аџиите главно доаѓаат од европските земји САД и Израел. Маж кој со нож влегол во сиропиталиште во Полска убил тинејџерка и повредил 9 лица, соопшти полицијата на градот Лоќ. Нападот се случил синоќа, а полицијата го уапсила напаѓачот и го истражува мотивот за нападот, изјавили за државната телевизија портпаролката на полицијата Анета Собјерај. За жал, како резултат на нападот, 16-годишната тинејџерка од сиропиталиштето починала на самото место, а 5 лица се хоспитализирани, пренесува Reuters. На останатите повредени им била укажана лекарска помош на лице место. Интерпол денес апелираше до јавноста да помогне во идентификувањето на тела на 22 жени убиени во Германија, Холандија и Белгија во период од неколку децении, чии идентитети никогаш не биле утврдени. Интерпол сака да ги реши овие заборавени случаи на убиства на жени кои се случиле пред 10, 20, 30, па дури 40 години во започнатата операција наречена Идентификувајте ме. Станува збор за ладни случаи кои не се решени 3 или повеќе години, пренесува Sky News. Целосната листа на убиени жени објавена на веб страната на Интерпола ги вклучува сите достапни детали за жените, фотографии од некои од предметите пронајдени со телата како накид, облека или тетоважи.
Се чини дека сите починати жени пронајдени во Холандија биле жртви на криминал, а неидентификуваните мажи починале од разни други причини. Нестариот случај датира од октомври 1976 година, кога на паркинг покрај автопат во Холандија било пронајдено тело на непозната жена. Последниот е од август 2019-та. Се работи за жена чие тело било пронајдено во градски парк во Белгија. Случаите не се поврзани, но имаат меѓународен контекст, велат властите. Поранешниот американски претседател Доналд Трамп нема да биде означен како сексуален престапник, иако њујоршката порота вчера го прогласи за виновен за сексуално злоставување на колумнистката Джин Керол. Таа го тужеше Трамп за силување за случај кој потекнува од 1996 година благодарение на новиот закон воведен во сојузната држава Њујорк. Сепак поротата тврди дека Трамп не е одговорен за силување, туку само за сексуално злоставување. Судењето кое се одржа во граѓански, а не во кривичен суд. Трамп не присуствуваше на судењето кое траеше 2 недели, според пресуда ќе мора да ја плати на Керол $5 милиони. Апсолутно немам поим која е таа жена. Пресудата е срамота продолжение на најголемиот лов на вештерки на сите времиња, напиша Трамп на својата социјална мрежа. 79 годишната Керол тврди дека нападот се случил во трговски центар на Менхетан кога случајно налетала на Трамп. Тој наводно побарал совет од неа за долна облека што ја купувал за друга жена и на шега ја прашал да му биде модел. Керол тврди дека Трамп ја нападнал кога влегле во гардеробата. Таа кажа дека тогаш не го пријавила случајот во полицијата зашто била во шок и не сакала да се смета себе си за жртва на силување, но наводно се доверила на двајца пријатели по неколку дена. Светот денеска конечно ја дозна вистината. Ова е победа не само за Джин Керол, туку за секоја жена која страдала зашто не ја верувале, изјави Керол, која пишуваше колумни за Ел списанието од 1993 до 2019 година. Тука е крајот на првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Имајте пријатен ден.